Почитувани Велешани, интензивната работа на градоначалникот и реализираните проекти не може да се сокријат. Тие се тука и видливи се за сите. Во време кога Велес наскоро со новата развојна програма ќе биде во целост осветлен со LED светилки. Во време кога е на повидок отварањето на стационарот за кучиња во Кавадарци, кој ќе го реши проблемот со кучињата скитници, во време кога улиците во Велес се бетонираат и асфалтираат во сите делови на градот, кога садниците и зелените површини целосно го менуваат ликот на градот, токму тогаш, во присуство на конфузија и немоќ, СДСМ вчера, на лошо прочитаната пресконференција, се обиде по не знам кој пат да ја отцрни работата на градоначалникот и локалната власт, а со тоа да ја дефокусираат јавноста од реализираните проекти на ВМРО-ДПМН во целосно отсуство на аргументи. Овој пат бесрамно, со манипулации и политички крајно некоректно, удрија директно врз семејството на директорот на јавното комунално предпријатие Горан Наунчев, спомнувајќи ја неговата сопруга во контекст на судир на интереси и несоодветно образование кое патем законски мора да е пропишано и соодветно во систематизацијата на установата во која работи. Заборавија да споменат како токму таа беше и претходно вработена во општината на истата работна позиција за подоцна брутално и противправно да биде избркана од работа по доаѓањето на СДСМ на власт, за кое има и соодветно добиена тужба. Многу кажаа, но заборавија да споменат во каква финансиска катастрофа и нефункционалност го оставија јавното комунално предпријатие Дервен. Си поигра со фрапантни и згрозувачки цифри од програмата за паркови зеленило, која патем е јавна и ја донесува Советот на општина Велес, а изнесува приближно исто средства како и минатите години. Почитувани господа од СДСМ, не треба да сте многу паметни за да знаете дека во зима улиците не се перат секојдневно, а се раскопуваат токму поради тоа што се реконструираат. Денес се ќе беше поинаку ако за време на вашето 4-годишно управување со градот реализиравте нешто повеќе од 10% од предизборната програма. Следствено на тоа, ве стаса казната од граѓаните на последните избори. Денес во Велес сликата е поинаква. Велес е чист град, со нови цветни површини и урбана опрема. Излезете од вашето ново партиско седиште и прошетајте се низ Велес, но не за да го видите ова, туку токму за да слушнете што мислат граѓаните за нашата, а што за вашата работа од позиција на централна власт. Заедно ќе се согласиме. Граѓаните будно ја следат и нашата и вашата работа. Издржете. За само неколку месеци ќе ви кажат каде ви е местото на политичката сцена, од чии резултати и самите ќе се срамите. Благодарам.